И време е да ја лоцираме и поздравиме нашата Ивана, која што ќе не информира за една многу интересна женска работилница, женска енергија, супер креативна тема, која што верувам дека ќе ги поттикне многу дами да се вклучат доколку се уште има слободни места. Иванче, добро утро и среќен ден! Поздрав, Сузе, до тебе, добро утро и до сите гледачи, убав понеделник и убав почеток на новата работна седмица, да ќе зборуваме во продолжение за една убава женска енергија и нешто што на три девојки во изминативе неколку месеци веќе го прават. Тоа се ни одлични работилници, креативни, кои што се наменети за опуштање, за изразување на креативноста и за максимално уживање. Името на работилниците, да кажеме, е Create, Enjoy and Drink. А зашто поточно станува збор, за каков тип на работилници се одржува изминатиот период и што ќе следува во овој нареден период. Ова утро ќе разговарам со една од девојките која што е задолжена или виновна за постоењето на овој тип на работилници. Александра Божиновска, ќе ви посакам добро и во утро. Како настана еве Create, Drink and Enjoy и зашто поточно еве станува збор, ако можете да ни кажете. Добро утро, Јоана, ти благодарам. Секогаш и чест и задоволство е да бидам во твое друштво. Ти благодарам на поканата. Нели си со цел да споделиме што пошироката јавност да дознае каков тип на работилници организираме и која е филозофијата на Create, Drink and Enjoy. Како настана оваа платформа? Настана се со цел бидејќи сметавме со мојата партнерка дека има некако потреба покрај дечињата, па и возрастните, односно, еве да речам девојките, женската популација, да има момент на отргнување од секојдневието, од секојдневната рутина, момент каде што ќе може нели да си пружи малку време за себе, да го остави телефонот на страна и да ужива во моментот, односно да се приклучиме сами кон себе. Така настана и оваа платформа Create, Drink and Enjoy, каде што и подоцна ни се приклучи и Маја од Мала пажња. Никако ни се споја енергијата, креативноста, нели нашата визија, моја и на Ана, се со цел нели да се фузира во една ваква супер одлична креативна нели работа, односно сето тоа да биде преточено во работилници каде што луѓето ќе може да дојдат, да, како што напоменав, да се опуштат, да се релаксираат и да одвојат нели време за себе, меѓутоа се со цел, односно голема доза на нота да се стави на креативниот дел, да дојдат на место каде што може да создадат нешто уникатно, нешто свое, независно тоа колку е перфектно или неперфектно, односно совршено или несовршено, сепак тоа ќе биде дел од нив, од нивната креативност и моментот кој што си го дозволиле да уживаат, нели да си одвојат време само за себе. Да, покрај тоа што сте многу познати за создавањето на работилници, правењето работилници за дечиња од најразлични возрасти, децата секако излегуваат престрикни и превозбудени од таму, сепак еве се трудите да ги опуштите родителите или мајките и да ја расшира таа женска енергија во една опуштена и убава атмосфера која што се создава на работилниците. Со какви се теми еве располагате, односно какви се теми се обработуваат на работилниците кои што ги правите? Така, бидејќи имаше доста прашања од типот на кога и за нас возрастните, се одлучивме баш за овој чекор да се направи нешто поинтересно, позабавно, меѓутоа секогаш се трудиме да бидеме уникатни, што значи тоа секоја работилница ја создаваме со многу љубов, многу внимание и многу посветено. Секогаш се трудиме да бидеме уникатни, односно сме перфекционисти, еве да кажам слободно. Секоја од нас три учествува со нели голем дел на идеи, целиот тој процес на создавање на работилниците, верувајте, во позади платната, односно позади завесите, изгледа многу долг. Зошто? Затоа што сакаме секое доживување, односно секој член што ќе дојде учесник на нашите работилници, дома да си замине задоволен и со искуство кое што досега ни го доживеал, така да се трудиме да бидеме максимално посветени, бидејќи процесот е долг. Зашто велам долг? Бидејќи секогаш се трудиме името на самата работилница да е уникатно, меѓутоа нели и да биде примамливо, се со цел за учесниците да ги привлечеме, односно да имаат, да ги подскокнеме за да имаат нели желба за учество. Потоа што следува, од кога ќе го дефинираме името на работилницата, секогаш го дефинираме
пијалокот што ќе се пие, секогаш се трудиме тие да бидат поврзани едно со друго и нели на крај концептот, односно алатката и нели она на што ќе се работи, црта или изработува за време на работилницата. Секој пат работилниците се уникатни, односно не се исти една со друга, секогаш се трудиме да бидат различни, бидејќи нели секое доживеено искуство да биде се со цел поразлично, а да дојдат исти, но и различни учеснички. Да, верувам дека секоја една од дамите кои што доаѓаат си одат задоволни со една поубава енергија дома. Покрај тоа што ќе правите овие тематски работилници, сепак нудите и правите нели и корпоративни работилници или за сите оние менаџери кои што мислат на своите вработени во друг поглед, односно можат нели со помош на вас да организираат и работилница корпоративна за нивните вработени. Точно, бидејќи имаше доста голем интерес, односно еве да кажам, некако е веќе тренд и ваков тип на корпоративни активности, забави, меѓутоа има и тимбилдинзи, точно каде што луѓето имаат потреба, односно менаџерите сакаат да организираат ваков тип на концепт за нивните вработери. Ние сме секогаш нели тука за да го организираме целиот тој процес на побарување на клиентот, така да се трудиме да бидат на највисоко можно ниво организирани. Зошто? Затоа што нели целта на компанијата, односно на менаџерите е да организира ваков тип на настан, да ги поврзе вработените, да им направи некоја антистрес активност, да им го подигне нивото нели на креативно и стратегиско размислување, се со цел подобрување нели на стратегиите на компанијата. Така да секогаш се трудиме да бидеме уникатни на барање на клиентот, работиме по поп-ап концепти на нивно барање, на нивна локација, нели каков тип на работилница сакаат да организираат, ние сме секогаш тука да ги задоволиме нивните барања. Да, убаво е секогаш нели да се има и ваков начин на тимбилдинг, каде што повеќе ќе се опуштат, повеќе ќе уживаат и ќе се здружат вработените нели меѓу себе, што е она што следно ќе го имаме како работилница за сите дами, за сите оние кои што сакаат да прошират женската енергија и да се напунат па еве и со позитивна енергија. Така, следното нешто што го планираме и го организираме во блиска иднина на 27 ноември во Франклин бар. Тоа е еден нов концепт на работа, односно го подигнав на нивото на нели креативните работилници, се со цел да се прошири простор да се направи за учесниците, бидејќи имаше доста голем интерес. Не би сакала да откривам детали, меѓутоа ќе биде нешто што до сега не е видено. Во секој случај, секогаш нашите работилници се уникатни. Ќе го кажам само името, бидејќи, како што напоменав, секогаш се трудиме и нашите имиња на работилници, односно називот на истата да бидат уникатни. Следната работилница е Red Velvet Night. Ќе биде доста интересно, бидејќи нели како што напоменав и алатките на кои што се работи се секогаш различни. До сега изработувавме огледала, цртање на огледала, изработка на чини, така да изработка на вазни, декориравме тортички, така да ќе биде нешто доста интересно. Слободно можете да не заследите на нашите социјални мрежи, на Create Drink and Enjoy, на Мала пажња, ќе го видите нашиот нели концепт на следна работилница, така да очекуваме да биде нешто многу интересно, многу забавно, место каде што ќе дојдат и ќе се опуштат сите учесници и овој пат подготвивме и доста подароци каде што нели ќе можат да дојдат да уживаат, меѓутоа и дома да се заминат задоволни. Да, и датумот е 27 ноември. Четврток, да, од 19 до 21 часот, кој што сака слободно може да ни се обрати на нашите социјални мрежи, на нашите контакт телефони. Ние сме тука секогаш, нели, да го кренеме нивото на креативност на многу повисоко ниво. Да, а сега доаѓа и периодот, нели, па и на предновогодишни корпоративни забави, така што може да ви имаат во предвид и сите оние кои што сакаат на еден поинаков начин да ја направат новогодишната прослава, забава за своите вработени, така што отворени сте, нели, за соработка за сите компании, сите оние кои што сакаат да дадат нешто плюс на своите вработени и на еден поинаков начин.
Така е, ги очекуваме сите кои што се заинтересирани, слободно може да не контактираат. Следува месец каде што имаме многу работа, ќе вложиме многу труд, ќе има доста интересни работилници, еве како една најава можам да најавам дека ќе има интересен концепт, бидејќи имаше доста побарувања, па се одлучивме една мала фузија да направиме на родители и деца, ќе има и таков тип на настан, ќе има и таква работилница, така да ве очекуваме сите, следете на нашите социјални мрежи и се надевам дека ќе се дружиме. Да, и оно што ме интересира исто е како реагираат, односно какви се реакциите, коментарите кои што ги добивате после работилницата? Морам да кажам дека навистина сум многу изненадена, односно, знаете кога ќе ви кажат колку било убаво и колку била фантастична таа вечер и какво ново искуство доживеале сите учеснички, верувајте дека моментот на труд и вложување и твојата креативност што ја вложуваш, еве да кажам до плафон, се исплатела, вредало, зошто? Секој пат ме помотивирани, нели да ги задоволиме барањата на нашите учесници. Да, јас ќе ви посакам уште многу успешни работилници во иднина и да продолжите да ја ширите вашата енергија и мисија која што ја имате, нели, за посрекни жени, мајки, сопруги, сите оние кои што сакаат на еден поинаков начин да уживаат и да се опуштат. Александра, ви благодарам на одвоеното време. Ти благодарам, Ивана, и на тебе. Пак ќе напоменам, секогаш е чест и задоволство да бидам во твое друштво. До следна дружба се гледаме. Да, така што ќе ве поканиме, еве сите оние кои што сакате да уживате на еден поинаков начин. Create Drinking и Joy, можете да ги следите на социјалните мрежи и да бидете дел од следната работилница која што ја организираат на 27 ноември. И секако уживајте, бидете опуштени и останете и понатаму со содржините кои што ги подготвивме за ова понеделничко утро во Добро утро секој утро.